Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Предавање од Лахор, книгата Исламот во споредба со другите религии во Индија, која е позната како Предавање во Лахор, ја напишал ветениот Месија алейхи селам и во негово присуство предавањето го прочитал Маулана Абдул Карим Сахиб од Сиелкот пред големиот собор во Лахор на 3 септември 1904 година. Ова предавање содржи компаративно проучување на исламот, хиндуизмот и христијанството и покажува дека учењето на исламот е над другите учења на останатите религии. किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदउल अनवार का। Имајќи го во предвид правилото дека повеќе гревови се прават во време на мир и спокој, увидуваме дека гревот се размножил во оваа земја и безгрижноста и егоизмот го доведоа до вознемирувачки степен. Лошите луѓе и водачите на нереди, кои повеќе се зверови одошто луѓе, се зафатени во правење подли дела, како што се грабежите, силувањето и убиствата, додека и другите се пуштаат во други видови на процеси, во зависност од личната нарав. Последица на тоа е дека меаните напредуваат подобро од другите бизниси, неморалните професии се во пораст, местата на обожавање се користат само од навика, земјата е совладана од поплавата на гревот и онака како што цели села наеднаш ги поплавува, подвиена рака која ги надминува своите брегови, така мирот и удобноста направиле луѓето да бидат совладани од своите похотни страсти. Земјата станала обвиена од мракот и сега доаѓа време кога Бог ќе донесе светлина на светот или потполно ќе го уништи. Но светот има уште 1000 години до своето уништување и сите нови изуми кои се направени за нашите световни удобности јасно покажуваат дека Бог сака да изврши духовно подобрување заедно со физичката револуција. Вистина е дека човековата духовна состојба станала полоша многу повеќе од неговата физичка состојба и човештвото е во опасност од Божиот гнев. Секој грев го достигна врвот, духовните моки се послаби и светлото на верата бледи. Затоа, разумот бара доказ дека светлината мора да дојде од Бог, за да ја совлада оваа темнина. Онака како што физичката темнина бива совладана со небеската светлина, слично на тоа, светлината која ги осветлува срцата, исто така се пушта од Бога. Откако Бог го создал човекот, Он наредил дека за да го обедини човештвото, во секое време кога треба ќе даде светлина на познанието на еден од луѓето, дека ќе му зборува, дека ќе направи да пие од чашата на неговата љубов, ќе му го покаже својот избран пат и ќе му подари желба и сите други да ги повикува кон светлина, љубов и проникливост кои нему му се дадени, за да и тие можат да преземат дел од неговиот марифат, спознание, и потоа да се сочуваат од гревот, да учествуваат во неговото спознание и да ги досегнат височините на побожноста и чистота. Бог преку своите пратеници веќе предскажал дека на крајот на 6-тиот милениум, по Адем, кога голем мрак ќе ја обвие земјата и поплава на гревот ќе ја зграпчи и срцата станат лишени од љубовта кон Бог, Он во човекот ќе го вдахне духот на вистината, љубовта и спознанието, онака како во Адем, без употреба на било какви физички средства, и овој човек исто така ќе биде наречен Месија, затоа што Бог лично неговата душа ќе ја исполни со својата љубов. На овој Месија, кого книгите го нарекуваат ветениот Месија, ќе му биде наложено да стане против шејтанот и ќе започне конечна битка помеѓу многу шејтани и Месијата. हर सितारे में तमाशा है तेरी चमकार का। Поради оваа духовна битка, шејтанот ќе дојде опремен со сите своји моки, со сето свое потомство и сите своји средства. Светот никогаш нема да види толку див судир помеѓу доброто и злото, бидејќи тој ден плановите и средствата на шејтанот ќе бидат на врвот
и ќе му бидат на располагање сите можни средства за заведување на луѓето. Тогаш по оваа голема битка, која ќе биде духовна битка, Божиот Месија ќе стане победник и силите на шејтанот ќе бидат уништени. Затоа, за 1000 години, кои се опишани како седмиот ден, Божјата величественост, слава, светост и единственост ќе се рашират на земјата. После ова ќе следи крајот на светот. Нека се знае дека јас сум тој Месија, а кој сака нека ме прифати. Постојат групи кои не веруваат во постоењето на шејтанот и се прашуваат што е тој. Тие треба да знаат дека на човековото срце влијаат две сили. Едната влече кон доброто, а другата кон злото. Исламскиот шеријат првата сила на доброто ја препишува на мелеките, а силата на злото на шејтанот. Тоа значи дека постојат две сили кои делуваат на човекот и тој понекогаш се наклонува кон доброто, а понекогаш кон злото. Јас верувам дека многумина на овој собир со одбојност гледаат на моето тврдење дека јас сум ветениот Месија и дека сум благословен со Божиот говор и ме гледаат со презир, но јас ги сметам за неспособни. Тие кои се пратени од Бог секогаш на почетокот биле исмејувани и со право може да се каже дека пратеникот не е без чест, освен на почетокот на својата мисија. Божиот чесен пратеник и веровесник, салаллаху алейхи веселем, на кого му бил објавен чесниот Куран, кој ни го дал шеријатот, чии следбеници се горди тоа да бидат, и за кои законот бил усовршен, од својот народ бил примен на ист начин. 13 години тој водел осамен и безпомошен живот во Мека и поднесувал исмејување и прогонување од своите непријатели, се додека не бил принуден да го напушти градот. Кој тогаш знаел дека овој безпомошен човек ќе стане имам и водач на милиони луѓе? Навистина, таков е Божиот суннет, постапка, што на неговите пратеници на почетокот секогаш се гледа со исмејување и само мал број ги препознава. Тие мора да страдаат од неуки луѓе, да ги озборуваат и да ги исмејуваат, навредуваат и пцујат, се додека не дојде доба кога Бог ќе им ги отвори срцата и луѓето ќе ги прифатат. Толку за моето тврдење. Вистинска мисија за која Бог ме одредил е да ја остранам од туѓеноста до која дошло помеѓу човекот и неговиот Создател и повторно да го втемелам односот на љубов и искреност помеѓу него и неговиот Господар. Тој исто така ме одредил за прогласување на вистината, да ги сопрам верските војни, да создадам верска хармонија, да ги откријам религиските вистини кои долго останале скриени од очите на светот и да ја покажам вистинската духовност која лежи потопена под темнината на себишните страсти. Исто така, јас сум пратен да покажам практично, а не само преку зборови, како божествените моки влегуваат во човекот и како се покажуваат преку дова и труд. Но пред се, јас сум пратен повторно да го втемелам сега веќе изгубеното верување во Божјата единственост, тевхид, која е чиста, светла и ненамалена со било кој облик на идолопоклонство, ширк. जिनसे कट जाता है सब झगड़ा हमें. Се ова нема да се случи од мојата моќ, туку од моќната рака на Господарот на небесата и земјата. Додека Бог на себе земал задача за моја духовна обука и ме вдахнал преку својата објава, со желба да ја остварам оваа голема реформа, Он исто така подготвил срца кои се подготвени да ги прифатат моите зборови. Од кога Бог ме пратил, големата револуција почнала да го поприма својот облик во светот. Иако луѓето на Европа и Америка се големи верници во Божество Исус Христ, нивните зналци сега почнуваат да се одвојуваат од ова начело. Луѓето, кои со генерации биле занесени со идоли и други божества,
сега доаѓаат до спознание за безвредноста на своите богови и дури и ако остануваат без знаење за вистинската духовност и се уште се држат до своите стари обреди, успеале да се тргнат од многу безвредни обреди, празноверие и идолопоклонство и сега практично стојат на прагот на прифаќање на Божјото единство. Јас искрено се надевам дека Божјата милост наскоро ќе ги фрли во тврдината на своето вистинско и совршено единство, Тевхид, каде ќе им биде подарена совршена љубов, совршен страв и совршена совест. Ова не е само моја празна желба, затоа Бог лично ме известил преку својата возвишена реч. Бог во својата мудрост ја остварил оваа промена, сите различни луѓе во оваа земја да станат едно и утрото на мир и хармонија да изгрее над оваа земја. Сега секој го чувствува мирисот на ветрето, во кое сите религии ќе станат една. Христијаните веруваат дека се наближува времето кога луѓето ќе го прифатат Божеството Исус. Евреите исто така, познати како израелци, силно се надеваат дека овие денови се денови на доаѓањето на нивниот Месија, кој ќе ги направи владари на целата земја. Исламските предскажувања исто така зборуваат за крајот на 14 век, како за време за доаѓање на Месија од подоснежно доба, и мнозинството муслимани дека време на превласт на исламот е блиску. Јас исто така слушнав дека некои пундиц, верски водачи на Сантан Дхарма прогласуваат како времето е зрело за доаѓање на нивниот последен аватар, кој ќе направи нивната вера да се шири секаде низ светот. Аирите, иако не веруваат во предскажувањата, исто така тие се под влијание на овој ветер на промени и прават големи напори својата вера да ја рашират во Азија, Европа, Америка, Јапонија и така натаму. Доволно е чудно што дури и будистите почнуваат да покажуваат такви амбиции и како што може би звучи смешно, дури и чухри или еден народ на оваа земја се поттикнати од тоа да се заштитат од непријателството на друга заедница и да ја заштитат својата вера. Така, нов ветер дува во оваа земја. Секоја религија и заедница сака незината вера да добие надмок над другите и верите се борат една со друга, како брановите во бура. Затоа ова време е време кога се мокниот Бог одредил да ги заврши сите верски разлики и сите религии да се соберат заедно под една закрила. Во поглед на ова време и доба, кога брановите ќе се судрат еден со друг, честниот Куран вели. Во својата содржина овој ајет значи: кога светот ќе се исполни со верски караници и една религија ќе ја напаѓа другата, како што бранот се судрува со другиот бран, сакајки да се уништи меѓусебно, Господарот на небесата и на земјата со својата рака ќе создаде ново движење, без употреба на световни средства, и ова движење ќе ги состави сите оние вредни и способни души, кои тогаш ќе ја сватат вистинската цел на религијата и во нив ќе вдахне нов живот и дух на вистинска исправност, и тие ќе пијат од фонтаната на вистинското Божјо спознание, марифат. Овој свет нема да заврши додека ова предскажување, кое честниот Куран го најавил пред 13 века, не биде исполнето. Ова не е единствен знак на ова доба, кога сите луѓе ќе бидат обединети под една религија, бидејќи честниот Куран спомнува и многу други знаци, како што се изградба на многу канали кои ќе течат од реките, откривање на минерали под земјата, богатство на световно знаење, постоење на средства за масовно објавување на книгите, ова се однесува на печатењето, новите превозни средства, поради кои камилите ќе станат непотребни, на луѓето ќе им овозможат полесни средби и разговори и ќе го овозможат ширењето на вести и информации, потоа помрачувањето на сонцето и месечината во истиот месец. जहाँ घटी जाती है जैसे दिल घटे बीमार का, जहाँ घटी जाती है जैसे दिल घटे बीमार
Денес го завршивме 6-тиот дел од книгата Предавање од Лахор. Еселаму алейкум.